Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден за мојот гостин, Петар Арсовски, политички аналитичар и пиар експерт. Добар ден, Билјана, фала на поканата. Благодарам што сте тука. Добро, одиме веднаш, имаше и најава за вестите. Председателката Силјановска смири македонската јавност. Македонија е безбедна, нема опасност, рече таа, по безбедноста и внатре и во регионот. И сега моето прашање е што не прави толку самоуверени за Македонија и за регионот. Еве Грција веќе најави, информираше дека има крева безбедносни штитови. Тоа веќе значи нешто. Мислам дека првиот инстинкт на безбедносниот совет бил да ја смири јавноста, но сепак има некои работи кои не ги слушнавме од безбедносниот совет, кои можеби беше упатно да ги видиме. Таму прво, дали треба се подготвуваме за бран бегалци. Бидејќи секогаш кога има ескалација на состојбите на Блискиот Исток, тој бран бегалци секогаш притисокот е кон Европа, а ние сме заедно со Грција која го подигна своето ниво на готовност, еден од тие браници на кои тоа се појавува. Така што можеби некаква координација околу тоа дали се подготвуваме за тоа или не, ќе беше упатно да се слушне. Второ, и покрај тоа што да речеме се прогласи советот дека сме безбедни, не треба да се грижиме многу, сепак можеби едно малку повисоко ниво на готовност најмалку во службите за разузнавање. Тоа веројатно има. Предпоставувам. Но третото, можеби најважно е, знаете како безбедноста на една земја не е само дали некој ќе ја нападне на граници. Македонија не слушнавме дали е подготвена да се справи со неизбежната криза на енергенци, со неизбежната економска криза. Вие кога имате криза на еден фундаментален инпут, како на пример нафтата, која веќе скока на светските перици, тоа често има каскаден ефект на другите цени. Не знам зошто немаше препораки да се зголемат резервите, например, на нафта, резервите на жито, резервите на пченица и така натаму. Така што тоа можеби ќе беше малку по, условно речено, проактивен пристап во, освен само една теоретска констатација како на новинска редакција дека граѓаните треба да се опуштат. Добро, како вели председателката, најважно е дека системот на рано предупредување би функционирал. И сега моето прашање е прилично прагматично. Во оваа држава нема бункери. Ние знаеме како се подготвуваа, особено скандинавските земји по војната во Украина. Има една ерозија на тие стандарди за природни катастрофи, која постојано ја гледаме. Дури ако сакате и во архитектонските стандарди. Порано се градеа згради со скривници, може би тоа било некое друго време во кое сме биле под некаква параноја, но еве гледаме пред наши очи дека има моменти во кои можеби тие скривници треба да бидат малку исчистени и да се тргнат од едноставно простор за чување зимница. Гледаме дека земите, особено со војната во Украина, со оваа ескалација на Блискиот Исток, може да се случи може би не директен напад како овој на Кипар, заради кој Грција подигна нивото на безбедност. Но што правиме ако условно речено некој ја нападне американската амбасада во Скопје, како што тоа се случи на други места? Што правиме ако се случат терористички напади просто од протест? Тоа не е невозможно да се случи. Мислам дека треба да бидеме малку поподготвени и дека овие условно речено теоретски констатации би требало да бидат проследени со некакви практични мерки и совети. Франција знаеме дека стравува од терористички напади, деновиве постојано говорат за тоа. Конечно и многу европски земји Франција земам како еден од примерите. Кај нас тоа воопшто не се споменува. Иран е голема земја, има голема диаспора. Евентуално повикување на религиозна војна, така наречен џихад, носи инстант закана од терористички напади од фундаменталисти кои се под контрола на сегашниот, односно сега веќе убиениот лидер Хамнеи и неговата хиерархиска структура. Така што апсолутно ние треба да бидеме подготвени за тоа сценарио, но е како што имаме едни теоретски расправи од Советот за безбедност, претпоставувам и тука не сме баш многу подготвени. Добро,
Имаше и изјава на претседателката Силјановска, вие тоа го спомнавте, не ве прекинав, таа кажа дека нема проблеми околу економијата и околу царините немаше проблем на Трамп, јас сакам тоа да подсетам, но тие царини не ја удрија само Македонија и Европската Унија и практично не удрија од многу страни. А со смирувачки тонови и тие беа. Да не го коментирам сега, да не ја коментирам стручноста на проценката на Безбедносниот совет за економската ситуација во земјата, но ќе кажам дека подобро е да сме подготвени тоа да не ни потреба, одошто да не сме подготвени, а да ни требаат. Например, залихи, како што зборувавме, да се зголема државните резерви, да се купи сега енергенс, бидејќи како што ќе поминува времето, енергенсите ќе стануваат се поскапи. И дали воопшто ќе ги има стравувања? И дали ќе ги има, така е. Да. Сега, видите, точно е дека ОПЕК го зголеми производството, откако овој Теснецов се затвори. Но, водостапноста на енергенс не е само количината на производство на ОПЕК. Тој треба да стигне некако до Солунското пристаниште прво, па потоа до Македонија. Во цената учествува транспортот и може да се случи да има недостаток на енергенс. Што побрзо реагираме, толку подобро за нас. Да. Забораваат во време на СФРЈ како изгледаше тоа со недостаток на бензин и на други продукти. А имате предвид дека традиционално потрошувачката на енергенси и горива најмногу се зголемува за транспорт, баш кога ќе се запролети, бидејќи тогаш луѓето стануваат малку помобилни. Да. Добро, како вели, јас цело време ја цитирам претседателката Силјановска од Советот за безбедност, заради тоа што е важни се тие пораки, уверувањето, како вели таа, институционално и документирано со податоци, нема што да се грижиме во моментов, соодветно ќе реагираме, вели таа. Тоа е пораката незина, но она што е важно дека НАТО не влегува во оваа војна. Руте доаѓа во Скопје, точно. Но секој напад на НАТО, да не заборавиме, на членка на НАТО, се извинувам, е и напад на самото НАТО. Со случајот со Гренланд тоа не беше баш така. Тоа го видовме дека имаше колебања. Доколку Америка го нападне Гренланд, дали ќе биде нападната Америка? Тоа беа клучните прашања. Два одговори имам, бидејќи се два коментара. Едното е Советот за безбедност не е тикер на тањок. Да ни каже каква е состојбата во моментот. Тие треба да ја предвидат состојбата како ќе се движи и проактивно да создадат мерки и подготовки за она што го очекуваат во иднина. А не само да ја известат јавноста дека за сега се е тоа го гледаме ние на улица. Но подготовката на Советот за безбедност е поважниот дел од нивната работа. Што се однесува до ова НАТО, види, парадигмата по која е создаден НАТО е да се одбрани од надворешни непријатели. И таа е замислена како една унитарна организација која ако ја нападне некој од страна, било која членка, како да ги нападнат сите членки. Да. Но немаат одговор што се случува ако некоја членка на НАТО нападне некоја друга членка на НАТО. Да. Во основа, а и сега тој парадокс не е разгледан. Не само што не е разгледан, туку однесувањето на Трамп со една без било каква обврска за меѓународното право, малку го става НАТО во една комплицирана ситуација во која како да не знаат како да одговорат. И ако ја погледнете мапата на одговори на сегашниот напад на Иран од страна на САД и Израел, најголем дел од земјите членки на Европската Унија инсистираат на некаква легалност, односно на смирување на состојбите и да видиме дали е тоа одлука на НАТО да се нападне Иран, дали е одлука на Организацијата на Обединетите нации, инсистираат на некаква правна рамка околу тоа. И мислам дека тоа е една од главните причини зашто се држат настрана од овој конфликт, сметајќи дека по примерот на Венецуела, тоа е сепак една унилатерална агресија која нема правна подкрепа во меѓународното право, барем за сега. Ова како Санчез да го цитирате, шпанскиот пример, но само околу Македонија и одиме по тоа и светската политика се разбра како и Европската Унија реагира, можеби е стратешки да се крие што презема Македонија, кога говориме дека нема точни извори, податоци, јавноста кога се смирува, не се кажува точно што прави државава.
Во некој дел да, ако прават некакви разузнавачки мерки, меѓутоа нема што да крие дека ќе се обиде да набави енергенци во наредниот период. Добро. Нема што да крие. Или жито, како претходно што кажавте. Да, и пченица нема зошто да крие, да ги повика стамбените згради да ги исчистат скривниците и да бидат чисти, проодни и подготвени за евентуален терористички напад. Што има тука да се крие? Значи има некои работи во кои има бенефит, речеме безбедносната структура да се криете, кои активни мерки ги презема. Но оваа што е кон јавноста, не само што не треба да се крие, треба што е можно појасно и потранспарентно да се објавува. Дека луѓето треба да бидат подготвени на се, како едноставно она Титова максима, се извинувам што прекинувам, да. Секогаш, но една основна безбедносна култура треба да излезе како упатство или препораки од МВР. Кажете им на децата да не контактираат со туѓенци. Внимавајте кога се движите. Имајте некаква, условно речено, свесност за вашата околина. И така натаму, едноставно нормални, разумни мерки на предострожност и безбедност, кои секогаш кога има тензија во светот која може да се прелее кај нас, па дури и спорадично, треба да бидат активирани. Да, пријавете сомнителни пакети, било што, што функционира тоа со децении во другите држави. Кај нас не се случило, веројатно не сакаат да криваат паника, но некогаш можеби ќе биде доцна. Од добрите намери, знаете како, окей, не сакаат да криваат паника, сето тоа го разбирам, меѓутоа мерки мора да се преземаат. Малку да беа по-проактивни, немаше да би има толку паника ни со овие обични лажни најави за бомби во училишта. Да ги подготвее учениците и наставниците малку повеќе, тоа да не се случуваше стихино, немаше да има таква паника или барем да имаше некаков протокол. Ако добиете најава, децата се тргаат надвор во двор, наредните половина час доаѓа, не знам, екипа од МВР, проверува, таа се праќа до се што е однапред подготвено, всушност ја намалува паниката и неизвестноста. И тензијата, и стравот. Да. Добро, Европската унија сега можеме околу Санчес веќе го споменавме, кој бара меѓународно право, се противи, тука и Стамер, не смееме да заборавиме. Членките на Европската унија го има тој став. Да, тој се колебаше да ја даде базата во Британија, на Америка да ја даде. Трамп изјави, како изјави тој, дека е разочаран од Стамер, потоа попушти Стамер, но остана гневот и одлуката всушност на Стамер, еве изјавите на Санчес, заклучуваме дека не е таа поддршка така мазна од Европската унија. Кон Трамп пред се. На тоа мислам, но и Израел не смееме да го заборавиме и Нетањаху, геноцидот во Газа. Израел и Нетањаху се една специфична ситуација за која би зборувал малку подоцна. Најголемиот дел од земјите членки на Европската унија инсистираат на легалитетот, односно на правната рамка на оваа акција. Всушност, тоа е имплицитна критика на унилатералниот напад на Соединетите Американски држави и одлука за нападот на Техеран. Вториот предизвик со кој ќе се соочат земјите членки на Европската унија, особено оние кои се истовремени членки на НАТО, е како да не бидат вовлечени во тој конфликт. Бидејќи ако тоа се развлече, а сите сигнали се дека баш ќе се развлече, Трамп ќе се обиде, Соединетите Американски држави ќе се обидат да создадат некаква правна рамка. Одлука на НАТО, одлука на Обединените нации. Се ова второто е малку потешко, но во НАТО навистина може да извршат политички притисок и земјите членки на Европската унија и кои се членки на НАТО баш токму од тоа се плашат. И мене ми беше симптоматична последната изјава на премиерот на Велика Британија Стармер, кој вели и покрај нападот, ракетниот напад на британската воена база во Кипар, ние не сме во војна. Значи, како да чувствуваме еден инстинкт да се повлечат од овој потек и да не дозволат да бидат вовлечени во вителот во кој ќе морат тие со своето учество да ја легитимираат оваа акција истрчана од САД. Како Кина и Русија, конечно, сега се прават мртви дека се и не даваат премногу коментари. Иако Путин излезе протестирајќи околу нападот, но нема некоја поддршка на Иран. Нема. Ниту Кина, конечно. И Кина и Путин се внимателни околу тоа. Најмногу затоа што нивниот најглавен интерес е да му продаваат оружје. А не некаква политичка стабилност таму, а Израел е во една многу, според мене, комплицирана ситуација. Мислам дека целта на војната операција или војна, како сакате наречете,
има неколку аспекти. Едната е можност да се дефокусира домашното внимание. Трамп се соочува со многу предизвици, фајловите на Епстин, изборите кои доаѓаат во ноември и така натаму. Второ е обезглавување на иранската нуклеарна програма, која од време на време добива некаква форма, па и тоа неколку пати ја бомбардираат Соединетите американски држави, но третата и најважна цел е промената на режимот во Техас. Тоа е обид да се реинсталира наследникот на претходниот шах. Таа трета промена не може да се случи без присуство на терен. Значи, вие можете да ја бомбардирате една земја колку сакате. И сега имаме и повици од Трамп, ги повикувам иранчаните да си ја земат власта во своји раце. Тоа така не оди. Па со други зборови гинете вие за да не гинеме ние. Но добро, да, тоа е нивна држава и така има логика да гинат конечно за сопствената држава. Има отпор против Хамнеи во Иран во моментот. Но било која теренска операција таму ќе мора да се случи од Израел. Бидејќи Трамп е многу јасно става до знаење дека тој американски војници во Иран нема намера да прават. И за тоа нема сигурност за копнена инвазија, не се демантира одлучно дека нема да има. Повеќе се премолчува таа можност. Но сметам дека ако има копнена инвазија, мислам дека промена на режим е невозможна без некаква копнена инвазија, дека тука најголемиот товар ќе мора да го поднесе Израел. А не Америка. А не Америка, се разбира, тука ќе биде борбата. Да. На кого ќе му се враќаат црни вреќи дома. Сандаците на младите војници, да. Така што Израел ја поддржува сега за сега, ги поддржува Соединетите американски држави, но мислам дека таа унитарност, што повеќе ќе трае ова, тоа повеќе ќе биде под предизвик. Околу регионот го заборавив ова, е многу важно. Сега ова е шпекулација и јас нема да споменам која земја, само ќе кажам една соседна земја, дека од таа земја, соседна на Македонија, полетуваат авиони кон Иран. Постои таква шпекулација, што значи дека Македонија прилично близу. Ние гледаме како залутуваат дронови, конечно, во разни земји и се вели не сакајќи се случи тоа. Видете, во регионот, земји кои се во стратешкиот чадор на програмата F-16, тоа е стратешки чадор кај што може да полетаат под заедничката команда, Грција сигурно, не сум сигурен дали и Турција под тој чадор. Така што ако полетале авиони, 90% е веројатноста дека полетале од грчки бази, бидејќи се тие длабоко интегрирани во тоа, и тоа има логика, имајќи го предвид нападот на британската база во Кипар, но тоа покажува дека концентричните кругови на ескалацијата на војната веќе допираат до соседството, така е, и ние не треба да се правиме слепи и глуви на тоа. Да. Околу опозицијата дали ќе успее во Иран, тоа е големо прашање, заради тоа има поддршка од Соединетите американски држави, а Трамп вели дека минатиот месец, еве да го цитирам, кажа дека ако Иран ги убива демонстрантите, сад ќе дојде да ги спаси. Тоа е цитат, изјава на американскиот председател. Тој нуди поддршка и помош, и тоа подразбира за кое говоревме и копнена инвазија. Не е толку едноставна таа операција, сепак режимот во Иран е правен под воена закана долго време. Тој е доста издржлив. Многу е важно како ќе реагира таа елитната исламска гарда. Дали ќе се радикализира и ќе се присоедини или ќе попушти. Таму има две воени структури. Но сега имаме пак обратна изјава. Некој ако ве напаѓа, ние ќе ве заштитиме за протестантите, сега имаме изјава, излезете повеќе, земете ја власта во своји раце. Тоа може да излезе граѓанска војна таму во наредната деценија. Иран е голема земја, 90 милиони, не е мала. И мислам дека можеби не за да ескалира во соседните земји. Иран ќе ги потроши ракетите релативно брзо, ако ги напаѓа сите соседни земји. Но за домашна, условно речено, тортура на населението, мислам дека режимот се уште има капацитет. Не е условно наречена тортура. Па не е во буквална смисла е тортура. Па вие имате ситуации во кои јас колку што се сеќавам, една жена која бурката ја симна во знак на протест
на площадот ја убија. Да. Режимот ја уби. Така што тоа не може да се нарече на ниту еден друг начин освен тортура, и постои ризик тој однос кон населението да ескалира дополнително, да стане уште по суров. Да. Па ние видовме колку илјадници, 15.000 луѓе беа убиени за време на демонстрациите. И да подсетиме, ова не е Мадуро, ова не е Венецуела и не е Нобеловата награда врачена онака како што му беше врачена на дел од Нобеловата награда на Трамп. И сега прашањето е можеби е Иран слаб. Но што ќе се случи со териториите и Америка, дали треба да стравува? Тоа се анализите дека и Америка треба да стравува од терористички напади. Од терористички напади апсолутно. Иран не само што не е слаб, тој има несофистицирана, но голема воена машинерија. Така што може да му предизвика сериозни проблеми дури на Израел, кој има најсофистицирана армија во регионот, и во споредба со Венецуела, во Иран ѓаволот ќе однесе шегата. Не е тоа, сепак во споредба со Иран, Венецуела ќе изгледа како една оперетска варијанта на специјална воена операција. Иран има ризик да се претвори во долготраечки конфликт кој ќе го дестабилизира целиот регион и кој нема да има разрешница со децении. Зошто? Бидејќи вие дури да претпоставиме дека ќе биде успешна воената операција, така наречена Килим во Техран. Да претпоставиме дека ќе дојде некаква странска копнена инвазија која има за цел да ја стабилизира ситуацијата додека има премин на власта. Па наредните 10 години ќе излегуваат од пештери, како во Афганистан. Како во Афганистан, ама пати 10. Бидејќи Иран не е таква. Во Афганистан сепак не беа рудиментарни тие терористички напади. Во Иран тоа ќе биде многу посериозно доколку не се направи некаква различна стратегија или доколку сегашната условно речена револуција во Иран која ја стимулира председателот Трамп не успе. Ние немаме американски амбасадор во Македонија. Немаме и тоа е загрижувачки кога говориме за безбедноста. Најголем сојузник од секогаш не била Америка на страна стратешкиот партнер за кој говори Мицковски, тоа е факт. Тоа може да се покаже проблематично. Сега има вршителна должност, но не само што нема амбасадор, нема ни во најава. Во процедурите во Вашингтон амбасадор ниту има закажано тоа сослушувањето во Конгресот и така натаму, нема ни кандидат. Во моментот немаме ни кандидат. Да. И можната мигрантска криза би можела да ескалира, се е можно, без помош на најголемиот сојузник. Европската унија е разделена, гледаме дека е распарчена во ставовите и колку би можела да помогне. Ние сме НАТО членка и веројатно тоа утре ќе се говори со Руте. Се надевам дека ќе се говори. Нема најави за што би точно македонската страна би говорела. Ние треба да биме подготвени. Значи, видете, знаете како ќе се прекрши мигрантската криза? Кај тие што се најмалку подготвени. Тие што немаат проактивна политика, тие што не ги ставаат своите приоритети јасно. Ние можеме да примиме толку и толку бегалци, овие кампови не се на располагање, не можеме повеќе бегалци, ако дојдат ке мораме да ги спроведеме и да ги истовариме на следната НАТО дестинација и така натаму, бараме да ни помогнете со шатори, не знам, храна и да не се крие од јавноста. Така е. Значи, тоа е многу важно. Апсолутно. Најлошо е да се појави бранд бегалци на граница и ние прв пат да дознаеме дека има бегалци тогаш кога ќе ни се појават на граница. Да, како со мигрантската криза со Британија, да не смееме да заборавиме каква паника се создаде. А и со Сирија. Да. На крај сме, благодарам што бевте гостин. Хвала. Благодарам што не гледавте, пријатно.